Добар ден. Вие сте на фреквенцијата на Радио Лидер. Ова е емисијата Звукот на политиката. Јас сум Звонимир Јанкуловски, а мој денешен гостин е, со кого ќе разговараме, човек кој остави сериозен печат во македонската дипломатија и човек кој во Хрватска го нарекуваат председател на светот. Тој е господинот Срџан Керин. Добро дојдевте во Звукот на политиката. Добро ме најдов и убав ден на вашите слушатели, бидејќи гледам дека климатските промени во овој момент не идат во прилог. Ноември месец ја се чувствуваме како да е крај на април. А да, тоа помага вака во контекст на енергетската криза што ни се случува години за ред, така што и тоа е некој позитивен знак, се надевам. Господине Керин, светот се менува денеска. Антонио Грамши, опишувајќи ги годините пред Втората светска војна, ќе запише дека новиот светски поредок се раѓа, стариот никако да умре. Се вели сега е време на веровите, мислејќи на злото што се раѓа во Европа во време на 30-тите години, фашизмот и националсоциализмот, кој резултира со Втората светска војна, една од најкрвавите и најбруталните во човековата историја. Дали имаме слична, дали може да се направи аналогија помеѓу времето на пред големата војна во минатиот век и денеска на што се случува, кога имаме реконфигурирање на меѓународниот светски поредок, дали војната во Украина и ова што се случува во моментов во Газа е навестување на регрупирање на силите во меѓународните односи и време кога стариот се уште не е умрен, а новиот се уште не е роден. Како вие како искусен дипломата ќе ги оцените состојбите во светот кои се случуваат денеска? Не е едноставно да се одговори на вака слоевито поставено прашање, но ќе се обидам да идам по некаков ред на нешто. Најпрви да кажам, бидејќи го спомнавте Антонио Грамши, денес за жал во светската политика нема луѓе од таков профил и калибар кои се и мислители и одамна нема. Одамна, ама сега е баш тоа доаѓа до израз и има последици, за жал лоши. Малку има такви луѓе кои се и мислители и политичари, но со еден тарба на државници. Но нормално не можеме да ги поедноставуваме така работите и се да се сведе на тоа. Што се однесува до историјата, ја знаете таа позната изрека дека историјата некој знае да се повтори, но во облик на фарса. Во овој случај ние сме соочени со една своеврсна фарса, да ни се случуваат работи низ кои веќе светот поминувал и како да никој ништо не научил од претходните заблуди, грешки и погрешни потези кои воделе до конфликти, војни судари. Но моја оценка во форма на сублимат, се заедно се концентрира во една мисла е дека светот сега се движи во погрешна насока. И тоа ќе го аргументирам. Се движи во погрешна насока затоа што живееме во еден вакуум и како што вие имплициравте во вашето прашање, а и тоа е оценка и на многу авторитативни луѓе во област на меѓународните односи, аналитичари, светски клас, дека се наоѓаме во еден вакуум, значи нити функционира тој така наречен стар поредок, или се уште постоечки поредок, ниту пак стапилна сила или се гледаат некакви контури. Благодарам за помошта, толку тој израз се беше, на некаков нов поредок.
Ни едно, ни друго не е на хоризонтот и заправо и на хоризонтот ништо освен магла не се гледа. И во таа магла е се можно. Погледнете ги сега овие најнови настани во Израел и удирот меѓу израелците и палестинците. Се тоа се поедноставува и ќе се каже еве напад на Хамас, на терористичка организација на 7 октомври направи злочини, просторства кои се неоспорни. Ниту пак, што е уште поважно од тоа, и злочини се евидентни, тука нема што да се каже, нити па некој може да води околу тоа расправија дали е или не. Апсолутно е. Но, тоа не е се. Се ставува прашање дали постојат инструменти во Обединетите нации, во општо во меѓународната заедница, да се прекине со таа пракса дека кога имаш легитимни политички цели, со сила имаш право да ги спроведуваш. Јас секогаш сум бил против тоа и сум велел. Дури кај нас која беше конфликтот 2001 година, по резолуцијата 1371 на Советот за безбедност во септември 2001, ја бев тогаш постојан представник Македонија во Обединетите нации, а само што ми прекина мандатот на министер за надворешни, така да го гледав и од поширока перспектива и од перспектива на Обединетите. И во таа резолуција инсистирав да влезе тој параграф дека и да се легитимни политички средства не може сила. Не смее со сила. Со употреба на сила и тоа влезе. Инако е условував усвојувањето на таа резолуција со тој параграф. И 5 постојани членки го прифатија. Сега имаме таква една ситуација, да сега всушност се влегува во една спирала на употреба на сила од двете страни. А две страни се во прашање, сакал тоа некој да каже, не сакал. Има ли решение? Јас сметам дека има. Ја поднесов само пред една недела, само што почна конфликтот, неколку дена по почетокот, имавме совет на председатели на Генералното собрание. Тоа е највисокото советодавно тело на Обединетите нации. Јас сум член по функција и во Сеул се одржуваше тоа заседание. За жал, ја бев единствениот председател што на Zoom беше поврзан од дома, не бев тама на лице место. Да, ќе дојдеме и до тоа. Но не е ни битно, битно е учествува. Да. И тоа не само што учествував и статирав од дома, преку Zoom, туку единствена точка на дневен ред од трите, едната беше ревитализација на Генералното собрание, втората беше војната во Украина, третата конфликтот во Газа. За таа точка ја поднесов документ за расправа. Таа единствена беше која имаше документ за расправа. Тој се вика во дипломатијата, вие сте биле и амбасадор, и имате дипломатско искуство и политичко, non-paper, значи необврзувачки документ, но сепак се прифаќа како основа за расправа. И за расправа и за акција. Токму така. И ја предложив од тој документ, прво, еднаш за секојаш да се утврди принцип врз база на кој ќе се решава тој конфликт кој трае колку години имам јас, 75 години. Трае долго. Врсници сме. Тој конфликт и јас сме врсници. Од како знам да се. Може и малку и порано, да, али добро. Еве да кажем така околу 80. И се повторува, и се усвојуваат резолуции безбројна и на Советот за безбедност, а особено на Генералното собрание. И ја дадов 3 предлога. Едниот предлог беше
да се утврди тој принцип како да се реши, а тоа е се вика безбедност за државност. Или на англиски security for statehood. Зошто? Не е тоа седи некој дома да медитира и да измислува топла вода, па не јас. Туку се држав на примерот од пред 40 години, повеќе, веќе 50, кога Египет и Израел после безброј војни и судири, крвави и гранични спорови, територијални се, потпишаа договор меѓународен, признат од двете страни, од цел свет и еве се држат мирија меѓу двете земји на принцип, а принципот се викаше Peace for Land, значи земја за мир, или мир за земја. Значи, ако можело во тој случај да се употреби тоа како платформа и основа, и сега е тоа потребно, зашто се работи за истите актери горе-доле. Меѓутоа, се навраќате на едно време кога идеализмот во меѓународните односи бил многу силен се уште, кога луѓето, мислам оние кои биле основачи на Обединетите нации, верувале во тоа дека меѓународното право и меѓународното организирање ќе биде основниот критериум за мир во светот, што ќе донеси мир во светот. Денеска имаме сосема поинаква ситуација. Имате Организација на Обединетите нации која веќе покажува своја истрошеност, не мог да функционира на оној начин точно кој функционираше во годините после Втората светска војна и негде до почетокот на 90-тите години во времето на ладната војна. После ја губи моќта, ја губи силата за тоа што оние кои ја создадоа, тие ја одземаа моќта да учествува во креирањето на мирот во светот. Токму тоа и прашањето. Бевте председател на Генералното собрание на Обединетите нации во годините 2007-2008. Со години, веќе со децени се зборува за реформа на Организацијата на Обединетите нации. Обединетите нации едноставно не одговорија на предизвикот на новото време. Обединетите нации, вакви како што се поставени после Дамбетон Оукс, не одговараат на новата конфигурација на односите во светот. Каде ја гледате иднината, затоа што Обединетите нации во конфликтите и во Украина, и во војната во Украина, и во Газа, едноставно ги нема. Моќта која имаше на почетокот веќе ја нема. Организацијата на Обединетите нации се сведува само на нем посматрачи и организација која едноставно ја нема моќта да ги седни страните во конфликтот и да го испорача мирот во светот. Точно е сето тоа што го зборите, но да се обидеме малку да разработиме некои аспекти од ова се што спомнам. Најпрви, она стара позната изрека, секое време носи свое бреме. И тогаш имаше проблеми. Се сеќавате на Джин Киркпатрик, таа беше една од легендарните постојани представници на Соединетите држави во Советот за безбедност и во Обединетите нации. Една жена со јак наратив, интелектуалка со многу елоквенција. И во еден момент и таа изгуби живци и ги нарече неврзаните тиранија на мнозинството. Затоа што неврзаните имаа преку 120 гласа во Генералното собрание, тоа е речиси 2/3, тоа е доволно да надгласаш било кого и да си донесеш легитимна одлука. Таа тиранија под наводници на неврзаните беше во новата слика на светот, зашто тоа беа до вчера се колонии безгласни и никој ништо. Тоа беше новиот глас во Обединение. Тоа беше новиот глас. Многу Африка доби 53 независни земји, тоа е четвртина на членството на Обединетите нации. Во Азија исто така се родија многу нови држави, независни држави. А да не збориме за големината на некои од тие држави, како на пример на Индија, има милијарда и пол луѓе денеска, тоа е континент за себе, приказна за себе. После ќе дојдеме и до Кина. Кина тогаш не беше дел на тој така наречен
трет свет, ја не знам и кој го измисли, па тој терминот и тој беше понижувачки термин, затоа што подразбираше дека имало некаков си прв свет, кој има примат со самото тоа. Тоа е колонијална ароганција на Да, Западот. логика, меѓутоа сето тоа падна во вода, историјата си го направи своето и тогаш имаше, меѓутоа и тогаш имаше катастрофални работи. Се сеќавате на Конго кога загина генералниот секретар, значи пред Даг Хамаршелд. Меѓутоа има една разлика, кога сте го право, тогаш беа Обединетите нации многу поактивни преку секретарот, генералниот секретар, преку целата организација, и секаде присутни, и сините шлемови станаа поим во светот за превентивно делување за на одржување на мирот и Точно. безбедност. Тоа Денеска ги за нема. жал, го нема, како што го нема ни гласот на Обединетите нации, но не сакам никому алиби да давам и не сум човек кој се крие за околности. Напротив, треба да ги создаваме кога ги нема. Се работи и за еден голем антагонизам и расчекор на трите клучни членки од постојаните 5, сепак Кина, Америка и Русија. Меѓутоа беше и да бидеме реални, во тие години беше антагонизмот, ладната војна беше. Да, али имаше... Али пак наоѓа механизми и модуси како да ги согласат во Советот за безбедност. Така и вон Советот за безбедност, имено преку ова што се вика денес ОЕПС, нели, или ОПС, не знам како е кратенката, али Организацијата за безбедност и соработка во Европа. И тоа беше еден дополнителен инструмент кој имаше врска со таа биполарност. Но тој биполарен свет стоеше како таков и имаше и пишани и непишани правила на игра, кои базираа всушност сите на равнотежата на сили, односно стравот. Затоа што нуклеарната војна сама по себе е апсурдна. Да, меѓутоа стравот се уште стои. Не, стравот стои, али без оглед на стравот одат. Да, па одат затоа што сите знаат сега дека никој нема да посегне за тоа, затоа што тоа ќе значи само уништување, ќе нема победник. Значи сите се свесни на тоа и тоа више служи како, да кажам, со современиве овие сите медиумски и други инструменти на политички маркетинг, на моден маркетинг, тоа за позирање, за плашење зајци, што бе рекле ние у сленгот наш македонски. Малци и слично, меѓутоа војните се водат сега поинаков начин. Преку кибернетички инструменти, преку гледате дури у Украина се враќаат у некои елементи на првата светска војна. Сега зборам од воен аспект, како војна со рововска борба, со мини, со најкласични оружја, пропагандно, со лаги, со социјалните мрежи тоа. Социјалните мрежи се вовлечени у тоа, се шират разни приказни легенди, измислени работи. Сето тоа, целата таа пропагандна машинерија, на времето имаше у комунизмот агитпроп се викаше. Да, знаем. За агитација и пропаганда, служби тие можат вода да им носат. Денес каква има агитација и пропаганда и во земјите кои се дичат со демократски темели на општеството. Замислете тогаш да ги имале средствата за комуникација што се денеска, до каде би отишле? Не дај Боже, али велам ова денес што го има на агитација и пропаганда, тоа е стварно никому не служи. Често е брука. Какви све измислени истории и што е најстрашно, тие добиваат место легитимно и во мислењето кое се формира. Но има нешто па друго позитивно во тоа што тие социјални мрежи донесоа, што луѓето брзо се информирани и реагираат. Погледнете ги тие масовни демонстрации во Берлин, во Лондон, Париз, во огромни светски центри, во Њујорк, каде што луѓето излегуваат на улица за да ги одбранат палестинците како народ, како жени, како деца,
кои страдаат невидено, каде што меѓународното, сега вие сте тука поголем експерт од мене, неспоредливо, али јас си давам право нешто да кажам, меѓународното хуманитарно право нигде го нема. Никој не го почитува. Што има тоа врска? Што значи? Значи поредокот не функционира. Токму тоа ми е поентата, меѓународното право, токму она што ние гучевме дека е морал, повеќе морал отколку правно обврзувачки, мислам, правила кои меѓу државите. Очигледно, кога интересот надвладува, правото се повлекува во меѓународните односи. Кога имате силата, правото исчезнува. Токму тоа денеска ни се случува. И она што ја спомнав индискиот премиер вели, светот веќе не се 5 држави на Советот за постојани членки, Советот за без... И токму тука лежи, ако можам да додам, токму тука лежи она што значи замката на Обединетите нации, што едноставно остана во ситуација на статус кво, на неменливост. Иако се колку години више се зборува за реформа на Обединетите нации. Точно. И Обединетите нации едноставно не се менуваат, не одговараат на современото време и затоа му се случува на Обединетите нации, всушност на целиот систем на меѓународно организирање, ова што денеска го гледаме. Неефикасност и неспособност да одговори на предизвиците на одржување на мирот во светот. Така е, ќе ви кажам точно, ќе ви помогнам ова што го зборевте да не излезе само лапидарна констатација, туку подкрепена со аргументи. Да, тоа сте вие тука. Него да се дополнуваме и ја целосно го прифаќам овој ваш пристап и аналитичка основа, така да кажем, само сакам да ја надоградам со одредени аргументи кој човек кој учествувал во тоа и се чувствува и одговорен за тоа. Не само да ја овде попувам на други, туку јас сум дел од таа одговорност и ќе кажам што сум направил, што не сум направил, што можело, што не можело да се направи. Например, ја еден од моите главни приоритети на председавањето беше и предизвика шок меѓу голем број членки, реформа на Советот за безбедност. Луѓето за глава се фаќаа, велеа или овој наивен и не знае што прави, кај влегува, у кое мочуриште, или навистина е храбар човек и сака да се судри со титаните. Ја нити сум наивен, нити па политичкото и дипломатско искуство во тој момент ми беше толку мало Тоа потврдувам. Да не знам што правам, напротив, ама не се држав ни на другата логика, судир со титаните, зашто знаев дека ќе изгубам. Туку прибегнав на еден друг пристап, а тоа е да пробам да тестирам дали е можен консензус, зашто клучни стратешки одлуки во светот секогаш се носи со консензус. Да немало 45-та консензус меѓу Советскиот сојуз, Америка и Велика Британија, шанса немало Обединетите нации. Апсолутно, тука сте во право. И слични, да не збориме од Вестфалскиот мир, натаму и Виенскиот конгрес, секогаш имало консензус, договор меѓу присутните. Ако нема договор, нема работа. Тоа е задача на дипломатија. Така, и тоа е дипломатија пар екселанс. Така. И сега јас си зададов една задача и им реков, почетокот на председавањето, тоа трае точно година дена, викам за година дена си давам рок, ова да го исполнам. И ми реков, видите, 28 години разговараме за потребата на реформа на Советот за безбедност. 28 години разговараме. Дајте да прекинеме више да разговараме, да отидеме една фаза, еден степен повисоко, да преговараме. Бидејќи ова е организација, суверени земји членки и несериозно е, не сме ние дебатен клуб, тоа можат НГО, можат институти, можат други организации да разговара, да полемизира. Ние дајте да преговараме. Цела година траеше процесот да се убедат
192 zemlje členki, a особено 5 постојани, да се прејде од разговори на преговори и се усвои таа, ја рекол, ако може да звучи претенциозно, ама е така, историска резолуција на Генералното собрание 62-561, таа резолуција стипулира, значи усвои став консензуално дека треба да се премине на преговори. И што сега? Од 2008 до сега колку години се? 15. 15. 15 години се преговара без резултат. А целта беше да се направи проширување на Советот за безбедност од 15 на минимум 20 до 25 земји членки и бројот на постојани да се зголеми барем за оние, например, апсурдно е, Јужна Америка нема ниеден. Нема ниеден, Индија се наметнува. Африка нема ниеден. Држава која е третина на светот, Индија, нема. А клучните прашања повезани со мирот во светот се токму во Советот на безбедност се решаваат. Не. Значи, ја нема Индија, ја нема Јапонија, нема Германија. А пазите што направија. Каде јас се чувствувам дека сум бил во право и дека сум ја погодил како сурогат на тоа, за да се избегне проширувањето на Советот за безбедност, се направи Г20. Г20 е всушност Советот за безбедност на светот, зашто тамо се застапени сите земји највлијателни, најмоćни во светот. Постојат и табели на Google, ако отварате, кои се првите 50 најмоćни. Тоа убаво го кажете, сурогат на обединетите, на Советот. Сурогат се направи, кој никого за ништо не обврзува, дебатен клуб, али престижен, бидејќи сите председатели тамо доаѓаат. Дури разбрав, не знам дали е точно, али веројатно е точно, од изборите баш не беа било кој, дека одлуката да не биде представник на Источна Европа, генерален секретар 2016 година, иако беше редот на нашата група. Да. Не, ја ова не го зборам зашто ја бев еден од кандидатите. Ги кажувам принципите. Принципот на ротација важеше цело време, прв пат го прекршија, редот беше од Источна Европа да биде, наместо тоа на Г20 се договориле Кина, Русија и Америка, а нарочито Русија и Америка, Кина малце се држала по страна, на ниво на главните шефови, сепак да биде Гутереш, кој од западноевропската група, го прекршија принципот и имам еден од не се прославија, бидејќи гледаме дека за жал Гутереш е еден од најтивкиот, најневидливиот, да бидеме неутрални и да не бидеме малициозни, најневидливиот. Факт е, нигде го нема, имаме криза во светот во контекст на две војни, војна што се случува на европскиот континент 50, колку 70 години после Втората светска војна, имаме тивок генерален секретар на Обединетите нации, каде што таа да биде не само тоа, него направи сега, ја имам право да го кажам и си дозволувам, не за како поранешен кандидат за тоа место, туку како председател на Генералното собрание и член на највисокото собрание, ја тој на седницата го рекол, дека направи голема грешка и му се замери на Израел, не знам дали го прочитав тоа, амбасадорот на Израел бараше оставка од него, затоа што го прогласи дека е пристрасен, дека навива демек за другата страна, а тоа е резултат на едноставно погрешно формулирање и поставување на работите. Затоа ја у тој мој документ што поднесов реков, мораме да се држиме за некои принципи. Израел мора да има гарантирана безбедност како држава, за да се сложи и да знае дека формирањето на втора држава, на палестинска, што е многу легитимно, сестрдно го поддржувам,
и вербално и преку документи сум го поддржувал, но не може тоа по секоја цена да се направи, туку мора да има цена, а цената мора да биде Израел безбеден и тие две држави да живеат во мир, да соработуваат и да имаат јасно разграничување, јасни граници, цврсти граници меѓу нив. Вака у овој флуид у кој улета и генералниот секретар и направи уште поголемо замешателство, се направи проблем. Втор момент. Мој предлог беше у Сеул, извините што ова го потенцирам да не испадне сега као его трип мој, али е факт. Ја предложив да се држи специјално заседание и актуелниот председател на Генералното собрание Денис Френсис, кој е од Тринидад и Тобаго, беше присутен на седницата, го прифати и рече, еве, ова што колегата Керим го предлага, тоа беше четврток, денот, следната среда, и се држи и го одржа. Го одложија за четврток, една недела подоцна, ама ја одржаа седницата. И тогаш предупредив. Пазите, внимавајте. Немој седницата да се сведе на тоа, оти сум сведок бил и во минатото, секојаш кој има на Генерално собрание седници против се само Израел, Америка и Велика Британија или Канада. Некој од нив се менјаат и останува Израел изолиран. Тоа е лошо, тоа е погрешна политика. Не е моментот да го изолираш Израел, туку да го интегрираш во работата на Генералното собрание, затоа што тоа е највисокиот орган на организацијата. Дали верувате дека ќе обстане организацијата после сето ова што и се случува во моментов? Зборувам, тоа се години на неактивност, години на изгубена позиција во одржувањето на мирот во светот. Дали верувате дека Обединетите нации ќе остани во овој формат во кој е во моментов? Затоа што има заговарање да едноставно се распуштат Обединетите нации и се формира некоја нова меѓународна организација на демократски држави. Тоа е амерички предлог на еден поранешен амбасадор во Обединетите нации кој го заговараше. Всушност тој го заговараше токму ова, па потоа стана амбасадор во Обединетите нации, го смени ставот, меѓутоа се уште циркулира идејата за една ваква нова организација. Не би смееле американците да бидат во улога на чедоморец. Тие створија. Атлантската повелба, многу добро знаете, сте го предавале тоа, како и ја, е 41 направена, кога уште не се ни знаело кој ќе победи. Уште Хитлер е на врвот на моќта и Черчил и Рузвелт се среќаваат и ја прават таа фамозна Атлантска повелба, тоа е платформата за Обединетите нации. Тите круга како да функционира едната организација, тоа е оној идеализам во меѓународните односи кој бил пред војната, а потоа резултирал токму кулминирал со Обединетите нации. Јас сум апсолутно противник бил и ќе останам, поучен од искуството од минатото, зашто сум бил и тогаш активен као млад човек, не можат идеологиите да бидат главен фактор во меѓународните односи и да детерминираат каде ќе се движи светот. Тогаш имавме две меѓусебно опонентни идеологии, комунистичка и капиталистичка, но никој не дозволуваше тоа да превлада како критериум. Тоа беше во втор план, прв план беа државните интереси и миролюбивата коегзистенција и соработка без оглед на разликите. Сега би било катастрофа повторно да се враќаме. Тие идеологии ги повезуваат државите во блокови. Денеска тоа го нема. А токму затоа велам, погрешно би било сега да се враќаме повторно на некои идеолошки групации кои после би прераснале во некакви блокови политички, а од политички до воен блок е многу блиску и затоа сметам дека тоа е погрешен пристап. Мојот став е многу едноставен. Обединетите нации треба да постојат и да ги нема треба да се измислат, но не вака како што изгледаат сега. Треба сеопатна, сериозна реформа на организацијата, а за да тоа биде возможно, мора да постои евидентна политичка волја. Вие сами знаете, и во животот е така, и во фамилијата е така, и во локалната управа е така, и на
nacionalno nivo taka i u cel svet je taka. Tamo kada što ima dobra volja, ima i izlaz situacija, ima rešenje. So dobra volja, so trpenje, so pregovaranje, seriozno, mora da se smenat mnogo raboti u Ujedinjene nacije, ne samo Sovjetski, i generalното собрание, i ekonomski i socijalni совет. Ja smetam дека ekonomski i socijalni совет treba se integrira u generalното собрание da postane njegov del, zato što je mnogo toa razudena struktura mnogo se raširi. I što je najvažno, ključno po mene, a to go naučim dodeka bev biznisot, deloven čovek, najopasen protivnik na sekoj sistem, bez ogleda da li je korporacija, znači u biznisu, bez ogleda međunarodna organizacija, ministerstvo, državen organ, je inercija. A inercijata sekogaš je sila koja je sozdava birokratijata. To je proizvod na birokratsko razmišljanje i ta je najgolemata opasnost za Ujedinjene nacije. Не само за Уединените нации, таа е опасност и за целиот систем на меѓународно организирање. Како мислите да опстанат меѓународни организации кои во основа функционираат по истите столбови, како што се демократија, човекови права и владење на правото, со тоа што опсе таа безбедносната димензија како дополнителна. Затоа што очигледно дека постои криза во меѓународното организирање, имаме организации кои се нефункционални веќе. Го имате ОПСЕ, го имате како организација која е формирана како форум за кој требаше да ги приближи Западот и Истокот по времето на ладната војна. ДНСК организацијата едноставно е изгубена во, ајде да го парафразирам филмот, изгубена во преводот, затоа што проблемот е со односот кон војната во Украина, наместо да биде форум каде што ќе ги приближи ставовите, едноставно добива сосема нова димензија на функционирањето. Но ОПСЕ ја губи таа безбедносна димензија. Ние преседаваме со ОПСЕ годинава и тоа е, како рече министерот, тоа е историски настан за нашата дипломатија. По историски, мене ако ме прашате, тоа е вашето председателствување со Генералното собрание, тоа е историјата на нашата дипломатија. Председавањето со ОПСЕ не може да биде историја, меѓутоа многу малце знаеме што се случува во моментот во ОПСЕ, затоа што она што ја држи што го држи функционирањето на ОПСЕ на терен, тоа се парите во буџетот на ОПСЕ кои главно доаѓаат од Русија. Русија во моментов години веќе одбива да 2 години одбива да уплаќа котизација во организацијата и одбива да го прифати новиот председавач Естонија, ми се чини 2 години заред. Така што имаме сериозна криза кој не знам дали министерот за надворешни работи ја гледа, затоа што неговата идеја е повеќе не знам што промовира во Обединетите, наместо да се промовираме како држава, ние го губиме моментот. Меѓутоа тоа е друго прашање. Прашањето ми е дали мислите дека треба да се реорганизира целиот систем на меѓународно организирање, затоа што она што го кажавте, бирократијата е таа што ги кочи процесите на реформа на тој меѓународен систем. Тука го имате и Советот за безбедност да биде, Советот, мислам, и Советот на Европа, кој во основа се повеќе конкурентни организации отколку организации кои функционираат паралелно едно поред друга. Токму тој паралелизам што го спомнавте, тамо би тргнал. Тука има многу голема потреба да се реформираат организациите, за да се тој паралелизам избегне дуплифицирање. Сите се бават со истите работи, во истиот момент, се плеткаат едни преку други. И другите фигурираат човекови права, демократија со тоа што е безбедносната димензија. Така е. Но сега да конкретно се врати. И да бидеме реални, тоа кошта пари. Прво кошта многу пари. Друго, земите членки веќе имаат, не само по конкретниот случај што го спомнавте за Русија, без оглед дали е политички мотивирано или со други некои прашања. И Америка во однос на Уединените нации кочеше, доцнеше со своите контрибуции.
ги условуваше, поготово во времето на председател Трамп и слично, но не е тоа клучното. Клучното е кога не знаеш што се сакаш, кога не се знаеш што се сака, тогаш се измислуваат секакви причини нешто да не се направи. Да, така, сега така како бев во Советот за на Европа, така зборува дека ако нема што да работат, они измислуваат работа. Да. И тоа е она што пречи, прво. Второ, јас една работа им реков на високите функционери во секретаријатот на медиација, ќе повторам овде јавно. Тие луѓе никако да разберат дека тие се тамо поради земите членки кои се собственици на организација, а не обрат. Испадна како да ние, како земји членки, им служиме на нивните агенди, нивната работа или не работа, и они диктираат што се прави, што не се прави, што е можно, што не е можно. Што е тотално неисправно и наопаку. Да, ние така се однесуваме во надворешната политика као држава. Па, и тоа не е добро, но сега да се вратиме на ОПСЕ. Значи, ОПСЕ е организација која има една историја, новинато, со која може многу да се пали и да, така кажам, си даде голем кредит, да ужива голем кредит, затоа што да не беше ОПСЕ, нема да обиде. Меѓу друго. Да, ама тоа беше целта на постоењето на ОПСЕ во годините на идеолошката поларизираност. И нема да дојдеше до тие процеси на демократизација во Источна Европа кои се раѓаа, никулците беа со тоа што трите корпи, едната беа човековите права, другото беше економската соработка и третото беше безбедност. Сето тоа беше функционално така поставено да едното со другото се прожимаш. Беше јака политичка и дипломатска логика. Но и ОПСЕ почиваше врз она што преска го реков и пак се вратам таму. Нема успешна дипломатија, нема решение ако нема принцип. Мора некој принцип. Се додека нема принцип, имаше принцип. Па тоа велам, ОПСЕ имаше 10, има 10. Се наруши клучниот во областа на безбедноста. Секој си е за една од корпите. Десетиот, тој кој се однесува на неповредливост на границите. Тој се преговараше најдолго тој принцип, зашто формулацијата беше во прашање. Дали непроменливост или неповредливост. Тоа не е семантичка приказна и разлика, туку суштинска, зашто непроменливост ќе подразбираше дека ако ги менјаш ќе има војна. Да, неповредливост подразбираше договор. Значи можеме се договориме ние со некоја земја, соседна наша, да поместиме границата 5 километра нагоре, надоле и така натаму. Тоа беше добро смислен и обмислен принцип. И тоа во овој случај на Украина, он грубо се растуа. И падна целата конструкција. Ако ти од 10 принципи еден грубо нарушиш, паѓаат други, тоа се вика домино ефект. Јата се направи тој домино ефект и ОПСЕ тотално изгуби кредибилитет. Во овие околности најнеблагодарно е да бидеш председавач на ОПСЕ, зашто нема со што да председаваш практично. Токму тоа, нема ништо историја. Нема нити волја, нити подготвеност. Русија не сака да учествува. Апсолутно нема политичка волја. Да. Она што морам да ве прашам, затоа што живеете на релација Скопје Опатија, Македонија Хрватска. Хрватска и се заблагодари на мисијата на ОПСЕ во 2007 месечени година, 2011 ОПСЕ ја напушти Хрватска со тоа што едно од образложенијата кои го хрватската дипломатија и политика го истакна е дека како членка како кандидат
Кандидат за членка Европска на унија. Европската унија, во основа предпоставено е дека принципите на кои почива мисијата, односно мисијата на ОПСЕ и нивното присуство во Хрватска ја губи својата цел затоа што тие се исполнети со добивањето на кандидатскиот статус. Ке нас мисијата на ОПСЕ е негде далеко од минатиот век, се уште е активна во Македонија. Ние не се заблагодаруваме, иако сме кандидат членка на Европската унија, и дали не е време да размислиме во тој правец или се уште е рано, затоа што очигледно нешто не функционира во Македонија во поглед ниту на демократијата, ниту во поглед на владењето на правото, па ако сакате и во поглед на, посебно во поглед на корупцијата. Да, па ние најповеќе се, да така кажам, брзавме и залепивме за таа мисија поради изборите. И тие наблюдувачи, нивни и улогата во нашите предизборни кампањи, во изборите, во самото спроведување на изборите. И мислам дека тука сгрешивме, затоа што ОПСЕ не е организација чиј примат треба да бидат такви прашања, а второ, сите инструменти кои ОПСЕ ги користи, ние веќе како држава, прво, ако зборуваме за човекови права, веќе сме во НАТО, сакаме да бидеме членка на Европска унија. Тоа да го обсудиме. Иронично е и абсурдно е да добиваме од надвор, од наводници, помош, за да си ги средуваме прашањата на човековите. Признаваме дека не бидува дефекти, дека имаме дефекти, што е многу лошо. Тоа е лошо, лоша оптика е тоа. Тоа е лоша оптика, најблаго рече. Тоа е прво. Второ, во областа на безбедност, немаме што да више тука да расправаме, ние сме членка на НАТО, сме се определиле во однос на тоа прашање стратешки, шом си членка на НАТО, на НАТО и се знае што тоа подразбира. Трето, во економската соработа. Во една земја која претендира дека е демократска, дека е дел, да кажеме, на западниот свет, ова прашање на инвестиции, економска соработка треба на либерален начин да се решава преку учество директно на наши фирми со странски фирми, преку дерегулација, преку либерален режим воопшто на функционирање на тој дел на економскиот систем. Како што сакавме тие зони слободни. Има инструменти. Конечно, ние со светската трговска организација имаме одредени односи. Значи и тука нема некој простор за ОПСЕ. Се на се, воопшто тоа не е... Нема историја. Нема историја. А сега ќе ви откриам една тајна, која никогаш никому не сум рекол, а сега ќе ја кажам, бидејќи сум бесен, ужасно, на овдешното представништво не ме поканија на 24. октомври на прославата на Обединените нации, председателот на Генерално собрание не го поканија преку 150 го чула за подоцна да го... Не. Сега ќе го кажам, не. Ова не е, сега не зборува од мене суета. Нешто друго сакам да поентирам. Тоа ви покажа... Не, сега сакам да поентирам, да им вратам, под наводници да им вратам. Ќе кажам јавно. Кога ме праша како кандидат на генерален секретар на затворена седница на Советот за безбедност. Се држи затворена седница и земјите членки имаат право да те испрашуваат по сите основи. И шпанскиот амбасадор, прв сега, и ме праша
која ќе ви биде првата мерка ако ви избереме за генерал секретар? Ја реков да го укинеме представништвото на Обединетите нации во Скопје, зашто нема никаква потреба од тоа, само трошење на пари е, зашто Македонија по ниеден основ нема потреба. Сега морам мал се да ве точно представништвото, меѓутоа ве заборави државата, да бидеме реални. Не, тоа е се друго, не го зборам од аспект на мене. Државата генерално заборава. Она што оваа власт обидува да наметни некоја нова реалност во која она што е додадена вредност во македонското општество се обидува да наметни амнезија. И тоа е многу опасен процес. Луѓе кои значели и луѓе кои биле дел од градењето на оваа држава едноставно ги трга на страна, едноставно да бидат заборавени. Тоа се случува на прослава на 30 години од нашето членство во Обединетите нации на човек кој, ја не ви правам лице, меѓутоа кој отишол најдалеку во тој контекст во дипломатијата да преседава со Генералното собрание. Да не бидете дел од прославата, да не бидете дел од од изложба, ми се чини имаше, да не бидете дел од тоа, едноставно да бидете заборавени. Добре, вообичаено постарите луѓе, сега повозрастните луѓе ги заборават, меѓутоа не сте вие личност која може и така лесно да биде заборавена и тргната на страна. Посебно не во контекст на македонската дипломатија. Тоа се случува. Тоа се случува со други луѓе кои биле дели, оставиле печат во градењето на македонската држава или можеби не македонската, можеби северно македонската држава. Парафразирам она како размислува власта. Меѓутоа, точно бесен на представништвото, меѓутоа не знам дали сте бесен на власта, затоа што и ве заборави. Ќе ви кажам пак да се вратам на тоа прашање. Не е во прашање никаков реваншизам. Ја истина како кандидат за генерален секретар бев убеден и сум и денес убеден дека многу представништва на Обединетите нации во еден број на земји, меѓу кои нашата, треба да се укинат за да се штеди. Парите да се пренасочат на други места, пред се во Африка, пред се во земји кај што има потреба од хуманитарна помош, од друга врста на помош во областа на образование, на исхрана. Многу гладни луѓе има во светот се уште. Тоа е трагедија. Во ваков свет на изобилие да има толку гладни луѓе, милиони, стотици милиони и деца, и наместо парите тамо да се насочат, ти држиш представништво, зашто што ќе ни е нас? Еве, нека ми каже некој, ако ме успее со аргументира, ја ќе се повлечам и ќе се извинам. И затоа реков тогаш прва мерка ќе ми биде тоа, затоа што сопствениот пример е секогаш најубедлив пример. Значи тоа не е лична моја пресметка со никого, тоа значи принципијална определба. Организација од бирократијата која издигна над државата. Така е. А сега да се вратиме на прославата. Значи, на прославата ја бев повикан и дојдов нормално со големо задоволство. Меѓу другото и член сум на стратешкиот совет на министерство. Меѓу другото. Исто министерство кое не учествуваше вака премногу во вашата промоција за генерален секретар на Обединетите нации. Не. Колку што се сеќавам. Сам трчав. Тоа сите знаат, ali не е тоа сега толку битно. Битно е да архивот државен беше главен организатор на прославата. Ако државниот архив у наводници заборава вакви моменти, кој бил председател, жив е тој председател, не се спомнува тој председател, дури во пригодниите говори ниту на представникот на архивот, ниту на представничката на Обединетите нации, ниту на МНР, никој не го спомна актуелниот живиот председател на Генералното собрание. Значи збориме за функција, за институција, не за Срđan Керим. Можел да биде Звонко Јанкуловски, можела да биде не знам, било која Мирјана Петровска, Станко Станковски. Не е прашање лицето. Прашање функцијата. Ние таква функција у наредните 100 години нема да имаме теориски. Нас е важно лицето, не е важна функцијата. Меѓутоа,
очигледно превладале очигледно други мотиви, да не навлегувам у тоа, нити па сакам да се замарам и емисијава да ви обтоварувам. Секој случај многу е жално и лошо звучи, лошо делува. Тоа повеќе да се кажува за прават државата и за власта, отколку за вас. Тоа е гаф. Пред да ја завршиме емисијата, уште неколку прашања, само кратко, затоа што се ближиме кон крајот. Дали ја гледате Македонија во Европската унија 2013 како што не уверува власта? Мислите 30? Да, 2030. Извинете. Не, ово е добра подсвеста ви проработи. Ја лично ја гледав 2012. Тоа беше мојата животна желба и обсесија. Ја бев обседнат со тоа и верував дека 2012 Македонија ќе влезе во Европска. Да ви кажам. Не верувам. Како власта не ме убедува дека скоро само што не сме влегли. Не верувам. Луѓето треба да читаат се па и изјави, така наречени стейтменти. Ни беше тука председателката на комисијата. Пред 2 дни, 3 дни. Ни каже и си задни. И ако го читате внимателно, тоа што го изјави на пресконференцијата, се кажа, рече дека не е само проблемот во Западниот Балкан, туку и во разликите на гледањата во Европската Унија врзано за процесот на проширување. Тука е главната поента и тука е многу јасно дека Франција и Германија по тоа прашање не влечат на иста страна, а историјата на Европската Унија покажала дека само кога Франција и Германија и се на иста позиција по едно прашање, тоа се решава. Ќе дадам 3 примера и ќе прекинам да зборам за тоа, за да не бидеме само со себе обседнати. Абсурдот Грција беше примена преку ред во Европска Унија без било какви копенхашки критерии. 2004 беше слично. Добро, да кажеме примери. Второ, Кипар ампутиран беше пример. Трето, во еврозоната беа примени земји членки кои не исполнуваа ниеден критериум. Значи, тие примери ти покажуваат. И четврто, Хрватска беше исто примена, а имаше еклатантен, појак билатерален проблем од територијален спор. Не постои меѓу две земји, знаете меѓународно право како ја. И знаете што тоа значи у меѓународното право. Суверенитетот и територијалниот интегритет се темелите на меѓународно право и на меѓународни односи. Освен кај нас. Пошто ние имаме така флуиден однос кон нашиот суверенитет. Ама ние сами сме си виновни што тоа е така, зашто ние самите работите ги поставуваме така да секој може да ги релативизира тие работи, да си ги толкува како на кого му одговара, а тоа е многу погрешен став. Тука мора да се биде јасен, резолутен, одлучен во одбрана на сопствениот суверенитет и територијален интегритет, а тоа вклучува и прашања како што се промени на уставот. Уставот на оваа држава може само да го менја неговото собрание и народот преку референдуми. Не случајно швајцарците, едно од најстарите демократии, најстабилните земји, најбогатите земји во светот, а мала е, затоа може да се земе као пример, зашто е мала, као и ние, а не да се споредуваме со Италија, со ние не можеме со никого да се споредуваме. Значи, ако Швајцарија го практикува тоа со децении, низ целата своја историја, така треба нешто врзано за уставот на државата да се прави, или во парламентот, ако види дека не е доволно и парламентот иде на референдуми, тогаш и ние треба тоа да го правиме. А не нас стално преку индукција. Од надвор ни се сипа левакот у тоа и после ние седнуваме и најабсурдно и по мене трагикомично е што тогаш успеваме да се договориме. Ако ќе дојдат, значи меѓународните пак... Тоа е повеќе, ја би го нарекол серилно, ама добро. Не сакам никого да етикетирам, да навредувам. Не, само да кажам факт.
дека е трагикомично од надвор да треба секогаш некој да дојде, да не седне, за да ние постигнеме у наводници договор, како да не можеме самите да седнеме. Меѓутоа, ова што го кажавте дека има луѓе што читаат, мислам, што ги читаат извештаите, затоа што имам впечаток дека начинот на кој се однесуваат сите дипломати е дека во државава нема луѓе кои читаат на англиски, на француски, на другите јазици кои се службени во унијата, па може да ни пласираат што сакат и како сакат, чисто навредувајќи вие интелигенцијата. И пред да завршам со емисијата, дали сте член на дипломатскиот совет? Не сум. Зошто би прашал исто? Не знам, никој мене нити некојаш ме повикал, нити некој со мене разговарал. Да, нити некој со мене разговарал, немам ништо за тоа, нити знам, нити сум учествувал, но само да ви кажам уште нешто врзано за амбасадорите. Мислам на странските амбасадори. Не ги коментирам нашите, затоа што тоа си има министерство, си има председател, си има влада, и одговарат за тоа. Имаше амбасадор на Холандија во Германија која бев ја амбасадор. И си дозволи 2-3 пати да коментира натрешно политички прашања на Германија со многу оштар јазик. Кога го направи тоа, германската влада ја замоли холандската да го повлече. И го повлече, а за да му направат сатисфакција го испратија во друга земја, али го повлекува од Германија, беше многу еминентен, многу јак, силен, авторитативен холандски дипломат. Што сакам да кажам? Сакате аналогија да направите некоја? Да, ние претеруваме со тоа, ние им дозволивме на странските амбасадори до таа мерка да се, така кажам, еве, под наводници, тоа да се мешаат у наши работи, да си даваат за право се и се што да коментираат, да и тука нема граница, мора да има. Ја не сум за тоа, не сме ние некоја затворена земја, некоја земја која има, да така кажем, резерви кон никого од надвор, но не смееме и од друга страна да дозволиме, мора да има некои узанси, некои граници, до каде можат тие амбасадори кои се добро дојдени, кои се наши сојузници политички, вакви, такви, војни у НАТО и не знам што, и утре можда и во Европската унија, но сепак и тоа мора да има граница, зашто понекогаш кога читам некои изјави на некои амбасадори, ја не можам да не раѓа од мене некој отпор и си викам, чекај малку, па мора да постои, па постои. Очигледно не постои. Сега реално да збориме, не зборуваме, не постои. Да, ама треба да постои. Мора да постои. Али сами сме и тука виновни. Затоа што идеме, плачеме по амбасади. Да, идеме, трчаме по амбасади, се жалиме тамо едни на други. Извинете, кај имате пример во свет, премиер да оди во странска амбасада. Знае кој е начинот на комуникација амбасадор, влада на државата на прием. Ја ќе ви кажам уште еден пример и да завршиме, да знаат вашите слушатели. Јас кога станав министер за надворешни работи, еден странски амбасадор, нема да ја спомнам земјата, се јавил кај мојата секретарка, само што станав министер, и рекол да дојдам у таа кафејана на ручек. Апсолутно така функционира. Ја рекол на секретарката не. Ја рекол на секретарката да одбие, да каже дека не прифаќам никаква кафејана. Туку треба да дојде да ме посети куртуазно, како министер, да се запознаеме, да разговараме, а после може да одиме кај сака. Толку беше повреден, погоден ми се јави по телефон. И ми рече, министер, се гледа дека долго сте биле во странството, ја нели бев 7 години амбасадор во Германија, и дека сте ги заборавиле добрите македонски обичаи. А викам, а тоа се, па вика, пријатели искачаат секојаш у кафана у Македонија. А ја викам, имам само 2 забелешки. Прво, кој рече дека ви и јас сме пријател, викам, ја не се ни познаваме. Македонија не е кафана. Не, треба, викам, да се запознаеме и сигурен сум дека ќе станеме пријатели. А второ, викам, министер и амбасадор се 2 службени функции и мислам дека основен ред е да се сретнат во министерство, па потоа во амбасада, а на крајот може да идеме у која сакате кафејана,
а ја инаку ги знам како македонец многу добро старите традиции и македонски обичаи, меѓутоа ни кај нас, викам, луѓето не почнуваат први контакти Од кафана. директно од кафана, туку се посетуваат дома, па после идат заедно у кафана. Пред да одијавам емисијата, уште едно сосема кратко и сосема краток одговор, доаѓаат председателски избори, дали Срđan Керим размислува во тој контекст? Срđan Керим не размислува во тој контекст. Гледате и сами дека околу председателските избори има едно суштинско прашање, кое е пак институционално многу важно. Не можат партиите уште да се договорат ни за термини, кога да се држат, дали заедно, дали одделно, нека ги решаваат они тие прашања и после нека си одредат кој како сака и колку сака кандидати, а јас нормално го следам политичкиот живот активно на нашата држава и ќе го следам. Тоа ми е, меѓу другото, и должност и потреба и нека остане на тоа. Да ви заблагодарам на денешниот разговор. Ова беше звукот на политиката со Звонимир Јанкуловски. Се слушаме идната недела. Ви благодарам уште еднаш. И ја вам на овој исклучително пријатен и содржаен разговор.